води на пирамида, натрима, базени, соби, се што ги посакате. Меѓутоа, најголема работа за мене што ме предизвикува кога го видов овој хотел е токму ова светлост горе која свети. Овде има податоци колку вати и волти свети. Интересно, кога пилотите возат авиони, забрането им е да поминуват низ ова релација, зашто може да видат осветлено. Кога астрономите летат горе во Вселената, може да ја приметат ова светлост. Еве, ова графички кој ни го доловува. Меѓутоа, се е добро, се е убаво, но за мене е залудно ова светлост што се упатува кон Вселената без потреба и се троши за ништо. Може би за атракција на туристите, да гледаат, да дојдат, да видат, бидејќи овој хотел е магнет за милиони и милиони туристи. Еве, внатрешноста како изгледа. Раскош. Навистина, раскош. Ево уште една светлост. Меѓутоа, браќи и сестри, за жал ова светлина, како што реков, е потрошена затоа што не осветлува ништо. Тука е насочена кон Вселената. Кога гледав ова слика, ме подсети овој хотел на една друга светлина, а тоа е светлината Новој Рид, за кој денеска ние ќе зборуваме и ќе читаме. Ќе одиме сега преку Библијата на гората на Преображение и да видиме зошто тој настан толку важен, иако можеби јас не сум проповедал одамна на ова тема, но верувам дека сте го читали овој настан затоа што е многу важен. Овој настан го опишуваат трите синоптички евангелија, тоа се Матеј, Марко и Лука. Според нашиот коментар, значи на адвентистите на седмиот ден, овој настан, што сега ние ќе го споменеме, се случил некаде 30-та година после Христа, односно за време на ова нова ера. Значи, овој настан не враќа 30 години тука некаде во времето на Исус Христос. И затоа ние денеска ќе го читаме следниот текст. Може да отворите заедно со мене Марко, 9 глава, бидејќи тука ќе биде сконцентрирано нашето размислување. Овде во првиот стих вака вели: им рече, вистина ви велам, има некои меѓу овие кои стојат тука, кои нема да вкусат смрт, додека не го видат Божјото царство дојдено во слава. После ова изјава, браќи и сестри, после 6 дена, еве што се случува. Текстот е овој, што го читавме пред малку. Интересно сега, Исус ке повика неколку ученици, значи после 6 дена, да заминат со него. Кои се тие ученици? И ги зеде со себе Петра, Јакова и Јована. Се замисли, почна да тагува. Значи, ова е настан кој ќе се одигра после првата изјава, како што рече Исус, дека тие што ќе бидат тука нема да умрат додека не ја видат славата Господова. На која слава се однесува тоа? Ова тројка постојано е со Исуса. Тие се, би рекол денеска, негови телохранители, најблиски негови соработници. Тие се тука повикани да му дадат подршка на Исуса, бидејќи во тие клучни моменти, кога на Исуса му било тешко и кога требало да донесе постојано одлука, да донесува, овие тројци или ова тројка е постојано со Исуса. 6 дена поминале, значи од првата изјава, и сега се упатуваат горе кон овој рид, кон оваа брдо. Која е таа планина, не знаеме, бидејќи Библијата овде не ни го опишува, ако читате во трите евангелија, не пишува дали е тоа планината Хермон, дали е тоа планината, како што пишува на друго место, Табор, па дури и Либан, некои теолози велат дека меѓутоа не е ни битно, не е ни важно која е таа планина, важно е дека тие биле на некој рид.
И тој рит е многу важен. Не само за нив тројцата што тоа ќе го доживеат, туку и за нас денеска, зашто се кријат големи поуки за нас како христијани. Исус вели, дојдете со мене, јас ќе отидам неколку метри понатаму, ќе се молам на Отецот, а вие дајте ми поддршка, бидете со мене. И тогаш нешто се случило. Додека Исус таму се моли, додека Исус разговара со некои, текстот вели, од 3 стих да читаме заедно. Ајде, во Марко 9:3 до 10 вака вели. И неговите, можеме предходниот, и по 6 дни ги зеде Петра, Јакова и Јована и ги изведе само нив на една висока планина насамо и се преобрази пред нив. Другите ученици биле во подножјето, може би неколку стотици метри подолу. Тие чекале тука, а тројката се качило со Исуса и одеднаш текстот вели, Исус се преобразил пред нив и неговите облеки, и неговите алишта стана блескави. И какви? Многу бели. Значи од бело има побело. Или му станале многу бели. Како што белител на земјата не може да ги избели. Им се јави Илија со Мојсија и разговара со Исуса. Ево го текстот, може и вие да го пратите, но тоа е предходно. Да го прочитаме до крај. Им се јавија Илија со Мојсија и разговара со Исуса. А Петар проговори и му рече на Исуса: Рави, учителе, добро е да сме тука. Гледате, секогаш Петар нешто ќе каже. Секогаш нешто Петар прв ќе објави. Но како е да е, овде вели текстот, и ако читате во книгата Копнежот, самото небо се отворило, голема светлина, многу појака од она во хотелот што пред малку ја гледавме. Ова светлина ќе биде навистина потврда дека Исус е Божи син, дека Исус не е она мало бебче кој се родило во Витлеем, чиј татко не го знаеме кој е, земскиот татко, се раѓа во една пештера или во шупа, во една просторија кај што кравите ги врзувале, во една штала. Сега, овде ќе видиме дека самото небо ќе го потврди уште еднаш. Не само тогаш кога Исус се крштеваше, кога небото се отвори и кога Бог проговори, овој мојот возлюбен син, не го слушајте го. Сега пред самата смрт, повторно небото ќе потврди пред овие тројца ученици дека Исус е Божи син. Иако ќе поменат низ премрежје, кога Исус ќе биде фатен, ќе биде раснат, учениците ќе се распраскат, но ова ќе биде голем потик за нив да останат верни до крај. Затоа што кога човекот е под притисок, кога човекот има проблеми, дали здравствени, дали економски, дали семејни, дали било какви, тогаш, знаете, верата знае да попушти ако немаме целосна комуникација со Бога. Елена Вајд во книгата Исусов живот, еве што вели. Тој искрено се молел да бидат сведоци на откривањето на неговата божественост, што ќе ги утеши во часот на неговите најголеми страдања со знање дека тој навистина е син Божи и дека неговата понижувачка смрт е дел од планот на откопот. Браќи и сестри, Христовата молитва била услишена. Исус се молил да Бог ги утврди, Отецот да ги утврди овие уплашени 12 луѓе. Затоа што додека бил Исус, они биле храбри. Исус лечел, Исус правил чуда, Исус мртви воскреснувал. Но кога ќе го нема водачот, знаете, во една прилика кога Мојсија беше горе 40 дена, што направи народот, 2 милиона луѓе долу? Направија теле. Почна да се враќаат назад, таму во Египет, кај што имавме крставици, имавме кромит, имавме други намирници, а не знаат, заборавиле дека биле робови, дека не знаеле ништо освен кал, шатор, спиење и ништо друго, биле безгласна буква, ама кромидот сега им е поважен. Крставиците или она што го јаделе. И затоа Исус овде вели се молел на Отецот да тие тројца бидат сведоци на откривањето на неговата божествена природа. Браќи сестри, Исус сакал индиректно да им каже дека наскоро нивниот Господар ќе биде гол, ќе биде тепан, ќе биде врзан, ќе биде плукан, ќе биде претепан, крв ќе тече од неговото чело.
Исус знал дека нивната вера им треба за да ги води во мрачниот ден на Голгота. А учениците како ученици, како и ние денеска, не сме сигурни во нашата иднина. Тие продолжи да ја мешат целта на службата на Месијата со она популарна еврејска бајка, дека ќе дојде Месијата и што ќе направи со римската војска? Ќе отера. И Исус ќе биде таа национална слава. Дури 3,5 години со дружењето на Исуса Христа, тие се уште не можеле да се оттарасат, да се ослободат од мисла дека Исус не доаѓа да направи војна со римската војска, туку да направи војна со нивните срца, да ги очисти од себичноста, од гордоста, од омразата, од алчноста и од се она што нас не влече во овој свет. И пророштвото кажува уште во времето на Малахија, еве го пророштвото: помнете го законот на Мојсија, слугата мој, кому му заповедав на Хорив на сиот Израел, за сиот Израел. Како и правилата и наредбите, јас ќе го пратам при вас пророкот Илија, пред да настапи денот Господен, големиот и страшен. Веќе сестри, ова е последното пророштво во Стариот Завет, кој го најавува доаѓањето на Месијата, односно овде пишува на Мојсија и на Илија. И навистина сега горе на ридот ќе се појави кој? Мојсей и Илија. И ќе се појават, интересно. Овде пророкот најавил многу одамна, пророк Малахија. Но да се запрашаме, од каде Мојсей и Илија горе на небото? Кога заминале, како заминале? Дали навистина Мојсей и Илија биле на ридот или тоа било привидение на учениците и на самиот Исус? Како Мојсей стасал на небото? Еве ова тројка. Како Илија стасал на небото? Знаеме. Но Јуда, 9 стих, пишува вака за Мојсеја. А архангел Михаел, кога се препираше со ѓаволот за Мојсеевото тело, не се осмели да изрече хулна пресуда, туку рече: Господ да ти забрани. Браќи и сестри, Мојсей умрел на планината Небо или Нево. Имал добар видик да го види, да ја види Палестина, но не влегол натре. И доаѓа Михаел, то Исус Христос, вели Јуда, и го воскреснува телото Мојсеево. Според легендата, или според традицијата, подобро би рекол, еврејската традиција, дека Мојсей бил 3 дена само во гробот и дошол Михаел, односно Исус, да го воскресне. Зошто? За да ги виде израелците како влегуваат во ветената земја. Тоа му било најголема желба, и тој да биде физички, но сега кога не може, барем да ги види неговите соборци, неговите пријатели, роднини, самите израелци како влегуваат и ја населуваат ветената земја. Библијата не кажува тоа, дека 3 дена поминали, но сигурно има некоја логика според еврејската традиција. Како дошол на небото? Како Мојсей дошол на небото? Илија како отишол? Илија со огнена кола. А Мојсей како? Дали со својата кола? Дали зел такси? Секако, Мојсей заминал во облак. Мојсей отишол горе, како Енох. Како Енох заминал? И вели Господ го грабна, го зеде Еноха. Како Исус се вознел? Што пише во Дела 1 глава? Група на ангели, вели, го зеде облак и замина Исус горе на небото. Браќи и сестри, зошто Мојсей и зошто Илија? Мојсей е представник на законот. И затоа преку него Господ го дал и законот. Мојсей го представува законот, а Илија ги представува пророците. Очигледно за Еноха немало потреба тој да доаѓа од небото, таму на планината на ридот, и да го храбри Исуса, за да издржи. Зашто Исуса го очекувале многу важни моменти. Тоа е Голгота, односно Гецеманија, Голгота, смрт и воскресение. Еве што пишува понатаму Лука. А Аврам му рече: што Мојсија и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да му поверуваат. Ете го Мојсей, представник на законот, и пророците е Илија. И затоа тие двајца дошле заедно со Отецот, со Бог,
да го охрабрат Исуса, да го потикнат да издржи, зашто го чекат тешки моменти. Исус можел да се врати, вели Елена Вајт. Можел да се симне од крстот и да замине. Дали можел? Можел. Но ние би биле овде за секогаш грешни и би умирале, не би имале вечен живот. Како е да е, браќи и сестри, Мојсија е голем дарител на законот, како што реков, а Илија е најголемиот пророк на Стариот Завет. И затоа, горе на ридот, тука учениците кажал, седат долу и поспани, спијат, во еден момент ќе се разбудат, ќе ја видат славата. Елена Вајт вели дека Исус бил во природна големина. А ако Адам бил 4 метра, кој зна Исус колку бил повисок? Го виделе Исуса во природна големина. И затоа читавме на почетокот, тука се помеѓу нас некои кои нема да умре додека не ја видат славата Господова. Тоа е настанот кој тие ќе го видат миниатурно Христово доаѓање. Имале предност ова тројка да бидат заедно со Исуса. И ете, два човека разговараа со него, а тие беа Мојсей и Илија. Па кога се јавија во слава, тие зборуваа за неговата смрт, со која требаше да заврши во Иерусалим. Интересно, еве сега се формира влада кај нас во Македонија. Се состануваат овие партиите. Зошто разговараат тие? За министерските места, така? Кој што ќе наследи, кој ќе биде во кој директор, кој ово. Земски работи. Но овие разговарали за оние многу поважните работи. Вели разговара за неговата смрт. Замислите некој да дојде кај вас или кај мене да разговарат за твојата смрт. Има луѓе кои пред време си го приготвуваат својот погреб. Кој ќе зборува, кој песни ќе се пеат, која проповед, што таму да биде поставено, некој велат наручи да ги викнете. Знаете, тоа е нормално. Вообичаено, оние кои сакат тоа го приготвуваат. Меѓутоа, овде разговарале, вели, за многу поважна работа, тоа е смртта со која треба да заврши во Иерусалим. Браќи и сестри, ова тројка е многу важна. Да го охрабрат Исуса да издржи на својот пат. Но повторно преку овој настан Исус сакал таа порака да ја прати и на учениците и нам денеска, за да бидеме многу свесни. Текстот вели, тогаш проговори Петар и му рече на Исуса. Кога Петар видел дека има некој таму, Исус разговара, најпрви не знаеле кои се, но подосна дознал очигледно, слушнал Мојсија како го вели, здраво Мојсија, здраво Илија, како е горе, сигурно си правиле некој муабет. Тогаш проговори Петар и му рече на Исуса, Рави или учителе, добро ни е да бидеме овде, да направиме, што? 3 колиби, 3 сеници, една за тебе, една за Мојсија. Виде, по име ги спомнуваат. Мојсија, Илија биле тука, Петар немал мобилен телефон, па да симне некоја слика од интернет. А којте да симнете моја слика, ќе најдете на интернет, или ваша да симнам. Ама Исуса, ама Мојсија каде ќе го најдат? Немале вестник да исчечат вестник од ликот на Мојсија на Илија. Од каде знаеле учениците дека тоа се Мојсија и Илија? Па очигледно слушнале разговор, слушнале име и затоа Петар воодушевено вели, ајде Господе, каква мизерија излегува од устата на Петар. Зошто мизерија? Па само што се симнале Илија и Енох од каде, односно Мојсија, од каде се симнале? А што има на небото? Па златни улици, златен град, златни градови има. И сега Мојсија му нуди на Илија куќа или колиба од слама, од гранки. Еве, јас најдов некоја така символична куќа. И затоа вели ова, една за Мојсија, една за Илија. Тие горе уживаат. Ако читате во книгата Рани списи, ќе видите кај се наоѓаат Мојсија и Илија. А очигледно, гледате ѓавол колку е лукав и сака преку мали ситници во мојот и во твојот карактер да направи збрка. И тоа преку кого секогаш? Преку Петар. Неколку пати. Исус што му каже во една прилика? Молчи Петре, Исус сака, односно сатаната сака да ве просе како пшеница. Видите сега,
ovde Petar veli, Isuse, ajde da napravime neku jasenicu. Ja imam plan, ja znam kako to se raboti. Očigledno, preko ova izjava na Petar, брак и сестри, Сатаната сакал да го поремети дори планот на спасението. Да Исус не отиде на Голгота, тоа му било многу важно на ѓаволот. Ако Исус застане тука на пола пат, на половина пат. Меѓутоа, во грчкиот оригинал вака вели, кога Петар вели Исусе, добро е за нас да бидеме тука за секогаш. Има ли разлика? Петар не вели, ај ќе бидеме тука уште некоја седмица, пикник и си направиме и ќе се симнеме долу. Него во неговиот ум, во неговата позадина, тој вели Исусе, ајде овде направиме да бидеме за секогаш. Мојси Илија само што слегле од Златниот град, каде што се шетале низ златните улици, а сега Петар им нуди нешто да направат осови гранки, малку трева ќе стават или ќе ги растегнат чаторите. И Библијата вели дека Петар не знаел што зборува. Многу интересна изјава. Петар не знаел што зборува. Добро е со нас да останеме тука, Исусе, во слава. Но дали тоа бил Божи план, браќи и сестри? Не. Исус требало да се врати долу и да го исполни планот до крај. Или да испие чашата до крај. Овој обид на сатаната преку Петра да го одврати Исуса од тој зацртен план бил многу опасен. Ако останале и понатаму на гората на преображение, планот би се поремител. Како што во друга прилика, сега ќе ве поврзам со Илија, кога бил кај протокот Хорив или Хорит, после колку години Бог му наредил на Илија преселба. Колку години беше таму? 3,5 години. Сеќавате? Кога Илија беше поред потокот, доле немаше вода, а гавранот му носеше храна. И во еден момент Илија слегнува наутро да вообичајно да си измие очите, лицето. Ги пружа рацете, а тоа кал. Нема вода. И замислите каков шок. 3,5 години нити се му послуга да посети, ниту банка, ниту пекара, ниту продавница. Тука го чекало храна, доручак, ручек и вечера. Меѓутоа, Елена Вајд вели, кога Илија би останал постојно таму, тоа би било смрт за него. Тој би отапел на тие Божи благослови. И затоа Бог сега ќе приготви за Илија нешто друго. Оди Илија кај ова жена во местото, како се викаше? Сарепта. Оди таму, ќе посетиш една жена вдовица. Таа е бетер во сиромаштво од тебе. Илија оди, бил послушен. Само една дигресија, една споредба. И затоа сатаната сакал преку Петрета да го отврти Исуса од зацртаниот план, браќи и сестри. Планината на преображение дишала со божествен авторитет, кога пред се слушнал оној повик од небото, односно оној глас. Еве што пишува Марко 9:7. Слушате што пишува. А кога слегуваа од гората, им заповеда никому да не му кажуваат што видуваат додека човечкиот син не воскресне од мртвите. А претходно 7 стих вака вели: и дојде облак и ги засени. И од облакот се чу глас: овој мојот возлюбен син, слушајте го него. И одеднаш кога се обзрна, веќе никого не видува покрај себе освен Исуса. Ова ме потсетува, како што реков, таму во 2 глава, 3 глава во Матеја, кога Исус се крштава, кога небото повторно прозборува: овој мојот возлюбен син, која твори мојата волја. Зошто сега Бог повторно тоа го нагласува? Затоа што учениците ќе дојдат во проблем, кога Исус ќе биде фатен и раснат и ќе се прашат, како Јован што се прашал крстителот, дали е тој или што? Друг да чека. Гледате, кога човекот ќе се најде во зандана, кога човек ќе се најде во притвор или во затвор или во својот затвор темен, ќе дојде прашање дали се исплаќаше да верувам. Дали се исплаќа да одам во црква? Дали се исплаќа да живеем според овие стандарди и начела што Бог ги кажува?
Браќи и сестри, Бог е секогаш со нив. Исус е секогаш со учениците, вели, и кога исчезна светлоста, кога се свртија назад, веќе не видо никого. А Исус сега им вели, видовте, но на никого тоа да не му го кажувате. Чудна изјава. Се прашував и јас, зошто Исус им кажал на никого да не спомнуват. Замислете, сте биле на свадба. Убаво било. И сега ќе ве прашат, како беше на свадбата? И ми така, добро. Или сте биле на фудбал. Еве, вие кои сакате фудбал, јас одам понекогаш да гледам фудбал. И нашите победиле, пример. И сега со воодушевување објаснуваш така, овој даде гол, вака беше, а некој ти вели беше, ама немој на никого да кажуваш. Чудна изјава, но ќе ја разбере малце подоцна. Интересно, овде Исус им вели, на никого не кажувате. А Петар, кој немал фластер на устата, Петар не можел да молчи, тој секогаш бил прв кој ќе каже нешто. Исус им вели, немојте да кажувате. Тој текстот што го кажавме, што го читавме. Ово е мојот возлюбен син. Не го слушајте го. Кого ние слушаме денеска, браќи и сестри? Се појават нови верски водачи, лидери, кои ќе ја извртат малку науката вака или онака. Може би примамливо за моите уши, за моите очи, за моите сетила, и ќе речеме, овој подобро зборува. Меѓутоа, остапил малку од науката, лево или десно. Исус вели денеска, не го слушајте го. Мојсей е представник на законот. Или е представник на пророците. Значи, целиот Стар Завет е опфатен. Зашто во тоа време Новиот Завет се уште не бил напишан. Но сега Исус им вели, немој да спомнуват. А во друга прилика ќе каже апостол Павле, јас нема да те напуштам, ниту да се оддалечувам од тебе. Бог ветил постојна заштита, браќи и сестри, во време во кое денес не живееме. Но да се вратиме на ова изјава, не кажувајте на никого. Очигледно Бог имал намера таа изјава да не биде вечно некажувана, туку ќе дојде момент, подолу ќе читаме текст кога Петар ќе каже, браќа и сестри, Исус сега горе на небото, но тој ќе каже, ние бевме, јас, Петар и Јован. Бевме горе, очевици сме. Од прва рака ви кажуваме информации да го слушате Исуса. Тој ќе дојде како што кажа. Никому не кажувајте што сте виделе, додека Синот човечки не воскресне од мртви. Гледате, кога имале право да кажат? Кога? После воскресението. Значи, кога Исус ќе замине, тога ще имат право да кажат она што го слушнале и виделе со своји очи. Наистина, долго ова тројка ќе размислува, ќе разговараат и ќе се прашуваат што беше тоа. Браќи и сестри, и ние долго разговараме за библиските вистини. Но ова треба да се вреже длабоко во нивните срца. Да обожаваат само Бог, односно Исуса да го обожаваат. Не човечки суштестви. Денеска, знаете, на некој им се бакнува рака, пред некој се коленичи, некој ги прават светци од луѓето, но ова изјава често пати ние цитираме, и паднав пред нозите негови да му се поклонам. Кој паднал? Јован. Но тој ми рече, ангелот, стој, немој, јас сум слуга како и ти, браќата твои, што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. Овде гледаме, браќи и сестри, дека ни ангелите не бараат почитување освен Бог. И затоа ние не се клањаме пред идоли, пред кипови, освен пред живиот Бог. Овде ангелот кој исто така вели, јас сум слуга како и вие. А учениците, од почит клекнале и сакале да му се поклонат. Меѓутоа, денеска, браќи и сестри, пред кого ние коленичеме? Пред кого коленичеме? Да, многу работи се испречуваат пред нас и го привлекуваат нашето внимание. Знаеме дека во Стариот Завет, кога Мојсей ги предупредил
израилските деца да го почитуваат законот, а тие направиле на жалост златно теле. Како е можно такви чуда пред нив имале, сега да ги симнат обетките, ланчињата и да направат, Арон направил златно теле и рекол, овој Бог кој ви изведе од земјата египетска. Зарем е можно толку ниско да падне човекот? Зарем е можно? Можно е. Ние сме сите склони денеска да ги забораваме работите кои се случиле. Ова планина или овој рид, рековме, не го знаеме точно како се вика, но настанот е важен, кој денеска допира до нас. Еве го текстот. Бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде домакинот на куќата прик вечер, или на полнок, или петлите кога ќе пропеат, или наутро, па да не дојде ненадејно, за да ве затече да спиете. Браќи и сестри, учениците немале сила да го следат Исуса на ридот горе. Учениците подосна ќе немаат сила да го следат Исуса до Голгота и таму ќе заспият. Всушност нема ни се појават. И во друга прилика во Гецимане ќе бидат повикани и таму, еве го текстот. Имавме визија, го видовме Исус во слава. Ова изјава ќе каже Петар малце подосна, значи во слава ги видовме Мојсија и Илија, го слушнавме гласот на Бога, но не е важно да ја читаме Библијата. И денеска моја порака е токму да ја читаме Библијата. Библијата е многу важно да ја читаме. Тука се запишени сите настани кои биле, кои се случуваат сега и кои ќе се случат во иднина. Елена Вајд вели, со Христос на патување низ пустињата, со Христос на гората на преображение, со Христос на небесните дворови. Ние сме на тој пат, браќи и сестри, но постои опасност да заспиеме. Како е наречена генерацијата наша во последната книга на Библијата? Како е наречена? Лаодикеја. Лао значи народ млак. Еве каде постои опасност да ние заспиеме. Учениците 3 пати заспели таа тројка, на 3 места заспале, а биле близо до Исуса неколку метри. Меѓутоа вели совладани. Очигледно, ајде сега да ги оправдаме, се умориле. Петар бил најстар. Да се качиш горе, кој рите овде најблизо? Не знам, на Витечот горе. Не е лесно да се качуваш по рит. Меѓутоа, тамо вели заспале. Уморни од патувањето. На 3 пати, на 3 места ова тројка, Исусова гарда, на жалост, не ќе биде доследна да го подржи Исуса во молитва. Браќи сестри, таму на ридот имало 7 луѓе, или 7 личности, подобро кажано. Од земјата биле тие тројца ученици. Од небото кој биле? Мојсей, Илија и кој? Бог, Отецот. 3 со 3. За да ги спои тројката од земјата и тројката од небото, кој бил меѓу нив? Исус Христос. Гледате, Голгота не спојува. Голгота не спојува со небото. Исус сака да останеме будни, браќи и сестри. На силното молитвено оружје мора да го додадеме и сведоштвото на Мојсија и Илија. Тоа е законот и пророците. Божиот збор може да не подготви за се што постои. Петар сега се осврнува. Еве ќе прочитам сега да отвориме 1 Петрова и полека ќе одиме кон крајот на ова денешно размислување. Овде 1 Петрова, наоѓаме, 2 Петрова во 1 глава, 17-тиот. Сега Петра ќе се отвори целосно и вака ќе запише. 1 глава во 2 Петрова, стихот е 17-18. Зашто тој прими од Бога Таткото чест и слава, кога од величествената слава му дојде гласот. Слушайте сега. Сега Петар нема да молчи, нема фластер на уста. Тој сега ќе каже, ќе грмни силно. Дојде, вели, глас од славата, кога од впечатливеностна слава му дојде гласот: ово е мојот возлюбен син, во кого ми е, што? Милината. И 18-тиот, ние го чувме гласот, кога дојде од небото, кога бевме со него на светата гора. Зошто Петар молчал неколку месеци? Така Бог му рекол, така Исус му рекол. Но сега кога Исус е горе на небото, Петар не молчи. Тој ќе проповеда и 3,000 луѓе ќе се спасат, ќе се обратат. Па други 3,000 луѓе. Браќи сестри, ние сме се родиле, денеска братот се роди духовно.
И ние сме се родили во минатото духовно. Дали молчиме или зборуваме за ова слава? Може не сме ја видели со очи, но сме ја почувствували во нашиот живот. Господ сака уште денеска, браќи и сестри, да имаме визија, да го видиме Исуса со нашите духовни очи и кога ќе дојде еден ден, тоа стварно ќе се одигра пред нашите очи. Со Христос на патување низ пустињата, со Христос на гората на преображение, со Христос на небесните дворови. Моја молитва и желба е за тебе и за мене, за сите нас, еден ден да можеме да кажеме со Христос на патувањето низ земниот живот, со Христос на небесните дворови. Нека Господ ни помогне да преку ова случка на гората на преобразение или преображување и ние се преобразиме во нашиот карактер и така еден ден да го видиме таму Енох на една планета и тој, Илија и Мојсија. Но освен тие тројца има уште една група воскреснати, вели Библијата, не знам бројот кој е. Меѓутоа, кога Исус воскреснал, пишува таму, сеќавате, уште една група воскреснале, се покажале во светиот град кај своите и Бог ги изел горе. Но како е да е, таму има место за тебе и за мене, за сите нас. Господ да не удостои да ни помогне да се најдеме таму. Амин.